Добар ден, започнуваат вестите на Слободен печат. Комуналните камиони направија светлечко шоу, па заминаа да го чистат Скопје. Се мијат плоштадот Македонија и кеот на Вардар, а започна и чистење на депонијата Вардариште, која според новиот градоначалник Орце Ѓорѓевски ќе биде нова зелена површина. Тој синоќа заедно со премиерот Христијан Мицкоски, сите скопски градоначалници и со јавните предпријатија ја започна првата активност од својот мандат – чистење на главниот град за 72 часа. На паркинзите пред салата Борис Трајковски, Ѓорѓевски ја собра сета механизација и работници кои ќе учествуваат во акцијата. Направија светлечко шоу, па заминаа да го чистат градот. Ги мобилизираме сите служби и во следните 72 часа ќе покажеме дека е можно Скопје да биде чист, достоинствен и уреден град, изјави Ѓорѓевски. Во чистењето на Скопје се вклучија 800 работници и 100 возила од комунална хигиена и други јавни предпријатија, но и од другите градови и од општествено одговорни компании. Стотици вработени се отпуштени од скопските јавни предпријатија. Земале плата, а не оделена работа. Ова го обелодени новиот градоначалник на Скопје Орце Ѓорѓевски, кој соопшти дека од јавните предпријатија во главниот град веднаш се отпуштени дури 371 работник, кои според Ѓорѓевски со години примале плата без да доаѓаат на работа. Тој веќе најави дека ќе се спроведе темелна ревизија на јавните предпријатија, при што е утврдено дека над 800 вработени навистина извршувале работни задачи, додека останатите биле фиктивно пријавени. А Скопје и официјално го доби својот татко. Вчера во град Скопје беше извршен чин на примопредавање на функцијата градоначалник, со што Орце Ѓорѓевски официјално ја презеде управата со главниот град. Од денес Скопје е слободен, отворен и достапен за сите. Испишуваме ново поглавје во историјата на нашиот град. Поглавје исполнето со работа, посветеност и резултати, порача Ѓорѓевски. Додека веќе поранешната градоначалничка на Скопје Данила Арсовска пристигна во просториите, а Ѓорѓевски джентлменски ја пречека со букет цвеќе. Не остана незабележливо и тоа дека Орце со мајстори влезе во град Скопје, веднаш што ми ја испрати Данила, ги тргна рампите. Познатиот зоонеговател Војо Иванов јавно му се обрати на новоизбраниот градоначалник на Скопје Орце Ѓорѓевски преку отворено писмо објавено на социјалните мрежи. Во него Иванов апелира до градоначалникот да ја посети Скопската зоолошка градина и да се запознае со состојбата во која се наоѓа институцијата, која, како што наведува, е во многу тешка состојба. Иванов го покани Ѓорѓевски да ги посети вработените зоонегователи и лично да се запознае со нивната работа, потсетувајќи дека зоолошката е веднаш до зградата на град Скопје. Во писмото Иванов јавно предложи поранешниот директор Ѓорги Галетановски повторно да биде поставен на чело на зоолошката градина, велејќи дека во овој момент нема простор за нови експерименти и дека е потребен искусен човек кој веќе ја познава оваа институција. Уапсениот директор е прв човек на ВМРО-ДПМНЕ во Свети Николе. Поранешен министер го пријавил за мито. Илија Стоилев, директор на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделство и руралниот развој, е уапсен под сомнение за земање мито во акција што ја водеше обвинителството за гонење организиран криминал и корупција, објави Фокус. Наводно се работи за земање на мито од страна на директорот апликант за да му се додали договор за финансиска поддршка преку ИПАРТ. Стоилев, кој е претседател на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ во Свети Николе, според неофицијалните информации на порталот, бил пријавен од поранешниот министер за локална самоуправа и за правда во владата на Лјупчо Ѓорѓевски, Џевдет Насуфи. Во изборната кампања за првиот круг од локалните избори што се одржаа во октомври, најмногу време за платена политичка програма на радиодифузерите закупила коалицијата Твоја Македонија, предводена од ВМРО-ДПМНЕ, 189 часа 39 минути и 20 секунди. Коалицијата Национална алијанса за интеграција, предводена од ДУИ, 119 часа 5 минути и 50 секунди. Потоа коалицијата за локални избори 2025 година, предводена од СДСМ, 109 часа 25 минути и 5 секунди. И коалицијата ВЛЕН, 76 часа 40
22 минути и 2 секунди. На листата ја нема левица, на која непосредно пред изборите и беше забрането да се рекламира во медиумите. Вреди тешко ќе ги нахрани сите гладни усти за министри. Мицкоски негира плюс Министерство за владиниот партнер. Најавената реконструкција на владата можно е да предизвика судир помеѓу владините партнери ВМРО ДПМН и вреди за министерските позиции. Вреди атакува на уште едно министерско место, односно освен прв вице-премиер, да го задржи и ресорот животна средина. Додека премиерот Христијан Мицкоски смета дека нема потреба од ресор повеќе за вреди. Ова пак дополнително може да предизвика несогласувања во вреди при распределбата на министерските позиции меѓу партиите што ја сочинуваат коалицијата. Реконструкцијата на владата ќе биде процес затоа што, како што најави Мицкоски, прво ќе бидат пополнети испразнетите позиции на Илинденска, но и во институциите што се испразнија поради назначување на нови градоначалници од владеачката гарнитура. Темата е на Мариела Трајковска. Не би го поздравил Кирил Лазаров, со Кузмановски не зборувам поради лошо искуство. Ракометарот Филип Талески гостуваше на Канал 77, каде без задршка одговори на повеќе директни и провокативни прашања. На едно од нив, дали би го поздравил Кирил Лазаров доколку случајно го сретне на улица. Тој јасно порача дека тоа не би се случило. Дополнително истакна дека силно сака да игра за македонската репрезентација, но како што рече, постојат луѓе што спречувале тоа да се реализира. Изјавите предизвика големо внимание во ракометната јавност, оставајќи простор за нови прашања и потенцијални реакции од засегнатите страни. Албанскиот парламент доцна синоќа со 77 гласови за, 36 против и ниту еден воздржан го усвои законот за родова еднаквост. Според образложението, законот има за цел да го хармонизира албанското законодавство со стандардите на Европската унија за човекови права и еднаков третман на жените и мажите. Новоизбраниот претседател на чешкиот представнички дом, крајно десничарскиот политичар Томио Окамура, наради отстранување на украинското знаме од зградата на парламентот, со што се стави крај на символичниот чин на солидарност што се спроведуваше од почетокот на руската инвазија на Украина во 2022 година. Знамето кое се вееше заедно со чешкото и знамињата на ЕУ од февруари 2022 беше отстранато од страна на вработене во парламентот. Поранешната претседателка на собранието, Маркета Пакарова Адамова, го опиша потекот како срамен чекор против вредностите што ги делат двете земји. Членови на движењето на отпорот, познато како Руска легија на слободата, извршија серија успешни саботажни напади врз руската воена логистичка инфраструктура, при што беа запалени десетици локомотиви, соопшти главната дирекција за разузнавање на Украинското министерство за одбрана. Според украинското разузнавање, припадниците на ова движење се активни од почетокот на руската инвазија врз Украина и денес се сметаат за едни од најефикасните групи на отпорот што дејствуваат на територијата на Русија. Врховниот суд застана на страната на Трамп. Трансродовите лица нема да можат да го променат полот во пасошот. Судот го одобри барањето на Министерството за правда на САД за поништување на судиската наредба со која беше блокирана политиката што дозволуваше пасошите да го прикажат само полот доделен при раѓање. Политиката на администрацијата на Трамп ја поништува децениската пракса на Стејт департментот, која од 1992 година дозволуваше пасошите да имаат ознаки на полот што се разликуваат од полот доделен при раѓање со соодветна медицинска документација. Тоа беше се во овие вести. Ви благодарам на вниманието и на довербата. Повеќе информации ќе најдете на нашиот сајт.